Ништо не е случајно. Артан Груби на црната листа е јасна порака за ДУИ. Опозицијскиот гнев да не се обидува да го троши со обиди за дестабилизација и предизвикување на некакви инциденти во државата само за сопствен спас. Според познавачите не е случаен ниту тајмингот кога САД се одлучи да ги објави новите имиња од Македонија, за кои вели дека се вмешани во криминали, во моменти додека Ахмети се заканува со немири, доколку Уставниот суд одлучи да го промени или укине законот за употреба на јазиците. Ништо не е случајно, ни тајмингот, ни причината, ни потезот. Црната листа на САД не ја креира некоја невладина организација од некој градче во Америка. Туку го прави, туку ја креира систем на институции, а ДУИ како ДУИ. Мислам дека со ова, со Артан Груби претрпе страшен политички удар, кој што е само врвот на пирамидата која што допрва ќе се анализира надолу, па да се види кој што едел, кој што пил и кој што треба да плати на крај. Според Агим Јонус, ова покажува дека американската администрација верува во искрените намери на власта во Македонија да влезе во сериозна борба со криминалот и корупцијата. Политичкиот аналитичар смета дека САД му дава веќе јавна поддршка на Христијан Мицкоски и неговите цели во оваа борба. Мислам дека американците дефинитивно почнуваат да му дуваат во крилата на Мицковски. Затоа што тој сериозно презема чекори, обиди да покаже дека сака да воведе ред, ваков или таков. Тоа е процес, тоа не може преку ноќ. Меѓутоа, мислам дека пораката на американците во овој момент е дека треба сепак да се остави Мицковски да си работи работата. Дека целта на протестите на ДУИ пред Уставниот суд е подбуцнување на меѓуетнички тензии, за да го тргнат вниманието од себе и да се одбранат од сомнежда за криминали сторени од екс-функционери минативе години, предупредуваа познавачите на политичките случувања. Експертите порачуваат дека сега наред се обвинителите и судиите да ја сработат својата работа и да има одговорност за криминалните функционери.